Благодарам, почитуван председател на комисијата, почитувана министерке, почитувани колеги. Многу кратко ќе се задржам само на неколку сегменти од долгорочниот план. Морам да укажам дека кога се изработуваат вакви документи и ни се презентираат во собранието за да ги гласаме, истите треба да имаат конзистентност. И сега, ако сме се повикале тука на како документи од кои што е произлезен овој долгорочен план за развој на одбранбените способности, сме се повикали на стратегијата за одбрана и на некои други документи стратешки, мора да се знае дека стратегијата за одбрана на Република Македонија е донесена пред нашето зачленување во НАТО. Значи, немаме нова стратегија, таа стратегија се однесувала пред нашето зачленување во НАТО. И од тука сега ние се влечат некои работи кои што ќе треба да ги презентираме, односно ќе треба да ја правиме, да го правиме системот за одбрана врз основа на таа стратегија. И тука мислам дека имаме пропуст. Мислам дека прво треба да се гледа кровниот документ, значи стратегијата, па се понатаму да произлезе од неа. Ние како партија на самиот почеток морам да кажам дека секогаш ќе ја поддржуваме армијата, нормално свести сме за уставните одредби и секогаш ќе даваме допринос за развој на армијата и секогаш ќе гласаме позитивно во тој контекст. Значи овој долгорочен план ние како партија ќе го поддржиме без разлика што има пропусти во него. И сега за какви пропусти зборувам, ќе одам конкретно. Например, во делот на заканите каде што се третираат, во стратегијата за одбрана од 2020 година пишува дека заканата по Република Македонија е минимална. Во долгорочниот план, кој што треба да се базира на таа стратегија, кажува дека е малку веројатна. Значи имате минимална, имате малку веројатна. Кога се разработуваат вакви проблематики, терминологијата мора да биде конкретна и мора да биде идентична. Значи мораме да користиме идентична терминологија затоа што може тој што ја чита да биде доведен во недоумица. Од друга страна, имаме ситуација каде што се повикуваме на долгорочниот план за развој на одбранбените способности од 2019 до 2028. Сега, нели, после 4 години ние го носиме овој новиот до 2032. Меѓутоа, во претходниот сме напишале дека интеграција ќе имаме на Министерството за одбрана, односно на функциите на Министерството за одбрана и на Генералштабот. Во новиот документ тоа го немаме. И сега се поставува прашањето дали продолжуваме со интеграцијата на функциите на Министерството за одбрана и на Генералштабот или со тоа престануваме. И тука пред се мислам на секторите во Министерството со секциите во Генералштабот. Од Ј1 таму до Ј9 колку ги има со секторите кои што се во Министерството. Значи, дали продолжуваме по старото или тој принцип е напуштен. Мене, ако ме прашувате за мислење, јас мислам дека Генералштабот треба да си остане засебен елемент кој што треба да биде многу поголем за разлика од сега како што е структуриран и таму треба да се дадат сите надлежности, не да се даваат надлежностите во Министерството, затоа што на тој начин ќе ја избегнеме партизацијата, односно политизацијата на струката. Според мене, Генералштабот треба да си биде органот кој што ќе ги носи сите крупни, односно стратешки одлуки кои што се однесуваат за развој на армијата понатаму, а не тоа да биде концентрирано во рамките на Министерството за одбрана. Затоа што на тој начин ја губиме фелат, односно ја губиме струката. Во тој контекст беа и нашите предложени измени во претходниот период на Законот за служба во арама, каде што рековме да се делегираат и, односно да му се вратат ингеренциите на началникот на Генералштабот да може да ги води и да ги развива, да го развива персоналот. Во новиот долгорочен план сте напишале една реченица, ќе морам да ја цитирам, со која што лично не се согласувам. Ќе ми дајете само простор да ја најдам.
каде што се кажува дека за развојот на персоналот ќе одлучуваат некакви одбори. Мислам дека никакви одбори не треба да одлучуваат во развојот на персоналот и водење на персоналот, затоа што армијата е најстрого хиерархиска поставена организација во државата и тоа е така во секоја држава. И не треба да се доведува во прашање професионалноста на персоналот кој што го развиваме. Не треба да се доведува во прашање авторитетот на претпоставениот од аспект на тоа кој на кого кажува, кој треба да биде унапреден, воден во структурите, школуван и така натаму. Тоа треба да биде оставено на командантите, односно на началникот на генералштабот. Политика тука не треба да има никаква улога, никакви одбори кои што се состануваат по партиски клуч, тоа го знаеме сите. И тука не зборам за една или за друга партија, зборувам дека треба тој сегмент скроз, односно целосно да биде напуштен. Значи со тој дел не се согласувам. Понатаму во делот на конзистентноста, како што споменав, имаме ситуација каде во стратегискиот одбранен преглед, на кој што се повикуваме нели приносењето на овој документ, е предвидена една структура на армијата на Република Македонија, и во таа структура, ова е стратегискиот одбранен преглед, стои дека во составот армијата има моторизирана пешадитска бригада, значи моторизирана. Зошто го акцентирам, ќе видиме подоцна. Во таа бригада стои дека имаме артилериски батальон и стои дека имаме тенковски батальон во резерва. Значи 2 батальони во резерва дека имаме, меѓутоа во составот на бригадата. Имаме батальон резервен за противвоздушна одбрана во воздухопловниот винг. Значи зборувам за стратегискиот одбранен преглед 2018 година. Понатаму, веднаш со носењето на долгорочниот план за развој на одбранбените способности 2019-2028, доаѓаме до промена на структурата. Значи сме донеле документ со една организација и сега ја менуваме таа структура. И тоа ова собрание го има направено. Односно, председателот на државата. Артилерискиот батальон го враќаме во, значи не е веќе во резерва, туку го враќаме во А формација, а тенковскиот батальон си останува во резерва, исто во пешадиската бригада, која што сега не е моторизирана, туку е лесна. Мислам дека баратањето, односно играњето со термини моторизирана, лесна и така натаму е сериозна работа. Не се пишуваат тие термини туку така, затоа што согласно тие термини, односно таа терминологија, така се конципираат силите и такви мисии, односно задачи добиваат тие единици. Значи тоа сме го смениле. Сме направиле еден стратегиски одбранбен преглед, сме кажале како ќе изгледаат идните структури до 2028, веќе следната година го менуваме тоа. Доаѓаме денеска, денешниот предлог. Пешадиската бригада веќе не е ниту моторизирана, не е ниту лесна, туку е обична пешадиска бригада. Значи во рок од неколку години ние сме ја смениле комплетната терминологија, а сме ја сменили структурата. Како сме ја сменили структурата? Тенковскиот батальон веќе го нема никаде. Избришан. Не постои. Значи ние во моментов, според ова што гледам јас на документ, ние немаме тенковски батальон. Значи немаме огнена моќ. Не, сега неважно е колку се и какви се, прашање зборам организацијски како е. Ако не треба да имаме, значи ако не треба да имаме, треба да се напише. Дека Македонија напушта. Нема да има тенкови, немаме потреба од таква огнена моќ и ќе се сведеме на лесна пешадија. Ќе бидеме во ранг на една полиција, меѓутоа уставните обврски и уставните задачи кои што ни произлегуваат на нас како собрание, а и на армијата, се многу јасни. Ние мора да развиваме капацитети за одбрана на државата. Без разлика што сме членка на НАТО. Тоа што сме членка на НАТО е една работа и тоа е позитивна работа, меѓутоа ние мора да развиваме собствени капацитети. Да, скапо е, знаеме дека е скапо. Меѓутоа одбраната е скапа работа. Затоа треба сите да сме свесни. Артилерискиот батальон, рековме, од резерва сме го вратиле во
А формација. Меѓутоа, баталјонот за противвоздушна одбрана го немаме. Сме го намалиле на 4, односно на батерија тука, според ова пишува. Кој е тој што си зема за право документи кои што се носени во ова собрание, така да си ги ревидира и после да ни ги предлага, без никакво образложение, да напише дека е луѓе, ова и ова нема потреба веќе од тоа. Да ни го образложи. Па ние тука да го изгласаме, да дадеме согласност. Значи, во делот на кризниот менеджмент, тоа што го спомена колегата Павле Трајанов, мислам дека имаше многу добра поента. Факт е дека Македонија во текот на своето постоење, 2005 ми се чини дека е донесен законот, трансформацијата на тој систем, каде што излегоа делови од Министерството за одбрана и од Министерството за внатрешни, па се направија повеќе дирекции, односно центри, кои што имаат своји директори. Зошто? За да имаме повеќе директори. Партиите да можат полесно да односно кога преговараат за коалиции, да имаат повеќе места за преговори, што е, според мене, погрешно. И јас се согласувам дека тој систем треба да доживее трансформација, меѓутоа тој систем мора да го разгледаме ние како целина. Сите пратенички групи треба да учествуваме во трансформацијата на тој систем, затоа што тој сите не засега. Кога се случи криза, таа криза не ја допира СДС или не го допира ВМРО, ги допира сите граѓани. И секој може да даде свој допринос. Меѓутоа, начинот на кој што сега функционира, гледаме сите дека не функционира, ни укажува дека треба да имаме одредена промена. Една работа е, значи, како е организацијски поставена, а друга работа е па способност, односно неспособноста на тие што раководат со тие институции. Затоа што колку толку ние сме имале ресурси, јас само ќе се навратам во делот на пожарите сега, да не ја развлекувам темата на друга страна, меѓутоа пожарите, ако бевме навреме подготвени, значи ако ги имавме сервисирано и хеликоптерите, и во Арама, и во МВР, и оние во ДЗС, ние ќе имавме 10 летала опремени, немаше да се молиме и на Романија и не знам таму од кои се држави, ни доаѓа на помош, од Словенија мора да доаѓа да ни ги гасат пожарите. Зошто? Зашто дома не сме си ја сработили работата. Меѓутоа да не ја разлекувам темата на друга страна. Во делот на дроновите исто така беа споменати, сега да не одиме на конкретни работи, меѓутоа дроновите тие што ги имаме во армијата, знаете дека се тактички летала. Меѓутоа имаме летала кои што се за оперативна употреба и тие се во МВР. Во МВР, ама од таму се изфрлени од систематизација. Значи таму не постојат, ги имаме фактички ги имаме, а на систематизација, значи на хартија ги немаме. И тие се скапо платени летала. Зошто тие летала не се инкорпорираат во армијата? Немаме ли потреба од нив? Гледате дека светот напредува. Секаде скоро се користат дронови, односно беспилотни летала. Сега ние ги имаме, сме ги платиле, скапо сме ги платиле и на крај сме ги свалили од употреба. Сме се оставиле слепи. А тие летала се, знаат колегите, од Велес да го кренете, сум го зборувал тоа на комисија, од Велес да го кренете, гледате доле долариса. Ете толку се опремени. И ни стојат во хангари, скапуваат. Така да, има многу што да се зборува по овој предлог, меѓутоа еве да не ја разлекувам дебатата, уште еднаш да го повторам ставот, ние како ВМРО ДПМН и овде ќе гласаме и доле на собраниска седница ќе дадеме подршка на армијата, меѓутоа уште еднаш кажувам дека мораме да имаме конзистентност во стратешките документи, не може на едно место едно да пишува, па после си менувам и така натаму. Тука тие работи мора да бидат ревидирани и ние после промената на власт, затоа што реално Социјалдемократскиот сојуз уште неколку месеци е на власт и нема да има време ова да го спроведе, ова е проект кој што треба да го спроведуваат повеќе влади. Ние се залагаме дека ќе го ревидираме овој документ, меѓутоа во тој контекст може да се размислува и за ревидирање на целокупниот систем за одбрана во насока на подобрување. Ви благодарам.